Добар ден. Градот Скопје е прва единица на локалната самоуправа во нашата држава која што ја започнува кампањата за елиминирање на палењето на нивите и на стрништата, а со цел да ја намалиме загаденоста од воздухот од една страна, да ја зачуваме плодноста на почвата од друга страна и да ги смалиме ризиците за пожари во овој период. Од сега, земјоделците во Скопскиот регион ќе можат стрништата, плевелите и другите растителни отпади кои што беа палени заради немање можност за поинаков начин на нивно третирање, да се обратат до градот Скопје и градот Скопје да го отстрани тој органски отпад од нивните ниви. До сега тие стрништа и тој органски отпад се палеше по нивите, затоа сме сите сведоци, значително се зголемуваше загаденоста на амбиенталниот воздух од една страна, од друга страна на тој начин сериозно се намалува плодноста на почвата и како што и веќе можеме да гледаме, заради палење на стрништата веќе имаме неколку пожари во околината на Скопје. Палењето на самите стрништа ја уништува почвата, бидејќи целата флора, целата фауна е геотермално третирана заради височината на температурите на стрништата и со тоа се уништува биодиверзитетот, односно се уништува плодноста на почвата. Во соработка со јавните градски претпријатија, UNDP и МДЦ T-NET во идниот период спроведуваме кампања за едукација на штетните последици од палењето на стрништата и за прв пат ќе понудиме на земјоделците решение со кое што бесплатно ќе го одлагаат отпадот. Почнувајќи од денес па до периодот до крајот на месец септември оваа година, градот Скопје стои на располагање на сите земјоделци од Скопскиот регион кои што имаат било каков отпад кој што е предизвикан од бербата и со наша помош истиот бесплатно ќе го отстраниме од полињата како би го спречиле неговото палење. И повикувам сите земјоделци од Скопскиот регион, од скопските општини да пријават на телефонскиот број 071 395 395 на вработените на град Скопје кои што им стојат на располагање, каде што ќе ги остават своите податоци секој работен ден во периодот од 8 часот наутро до 20 часот навечер, а градот Скопје по основ на тие пријави ќе изврши планирање реонско, ќе ги извести пријавителите кога нивниот органски смет ќе биде подигнат однапред утврдениот план и отпадот ќе го одложи во Дрисла. Апелирам по пријавувањето со цел брзо и ефикасно отстранување на отпадот, земјоделците да го одложат отпадот од бербата на локација која што ќе биде пристапна за механизацијата на град Скопје. Сите земјоделци кои што ќе пријават однапред ќе знаат во кој ден од неделата ќе биде отстранет тој нивниот органски отпад. Замолувам, воколку е возможно, освен личните податоци, да биде доставена и локацијата од местото од каде што луѓето сакаат да биде подигнат органскиот отпад. Потсетувам дека палењето на стрништата е казниво со закон. До сега ваквите палења не биле санкционирани поради тоа што на земјоделците не им беше понудена алтернатива. Сега ја нудиме алтернативата и инспекторатот на град Скопје преку дрон снимки ќе може многу лесно да утврди на чив имот и кој е тој што ги пали стрништата и кој што го пали овој органски отпад. Секое недозволено палење, после нудење алтернатива бесплатна од страна на градот, ќе биде санкционирана и третирана од страна на градскиот инспекторат. Должни сме сите да се грижиме за здравата животна средина. Помагаме на земјоделците, особено да не се уништуваат почвата на нивните ниви и да им овозможиме на еден нормален начин да биде тргнат органскиот отпад. Правиме се во пресрет на доаѓање на зимата да ги намалиме факторите на загадувањето во нашиот град. Знаете и сами дека веќе ја добивме мрежата и јас очекувам дека по текот на оваа година градски енергетски системи ќе биде оперативен со сопствената мрежа од една страна, од друга страна преку лани воведениот систем ги елиминиравме огновите на отворено, така што ќе продолжиме и со тоа, а ова ќе биде само еден вовед во начинот на еден поинаков начин на справување со аерозагадувањето во нашиот град.